колежка. Јас, за разлика од парламентарното мнозинство и колешката која што претходно зборуваше и се обраќаше на претениците, иако знаеме дека процедуралните забелишки треба да се однесуваат на оној кој што ја води процедурата, а токму тоа сте вие. За жал, покрај тоа што во повеќе наврати, во повеќе претходни седници на комисијата сме имале разбирање во однос на водењето на процедурите и водењето на комисијата, денес, за жал, повторно ќе потенцирам, не сакам многу да употребувам ваков речник, но водењето е катастрофа. Почитувана колешки, манипулирате со пратениците дека има доставено извештај од друго работно тело. Предпоставувате, манипулирате дека има доставено на мејл. Потоа се коригирате кога ќе прашате дека немало. Почитувана колешки, ги манипулирате и со јавноста, и со сите колеги овде што се денес и што сакаат да се исполнат препораките и обврските за пристапување кон Европската унија, односно усогласување на нашето законодавство со законодавството на Европската унија. Но никој од нас, како колеги, не спомна дека вие, доколку толку сакавте да биде тоа, зошто, иако потенциравте и се вадевте на тоа дека согласно членот 136, кој што морам да ви го цитирам, иако ќе кажете дека го знаете, ако предлогот на законот не е подготвен во согласност со одредбите на овој деловник, председателот на собранието пред да го достави на пратениците ќе побара од предлагачот да го усогласи со одредбите на овој деловник. Ако предлагачот не го дополни предлогот на законот во рок од 15 дена од барањето на председателот на собранието, се смета дека предлогот на законот не е поднесен. Добро, ова го прочитавте и го цитиравте. Тоа значи дека заедно сте соучесници во еден процес во кој што го туркате насилно, но еве од овде ќе застанам пола минута и да ми одговорите. Што тоа се смени за 10 дена од кога истиот овој закон со точка и запирка истите законски одредби за измена и дополнувања беа доставени во редовна постапка? Што тоа, повеќекратно ве прашувам, никогаш не одговарате. Еве сега ако треба ќе застанам да ми одговорите. Што се смени за 10 дена во Европска унија и вие се дрзнавте од редовна постапка, каде што секаде можеше да се во редовни постапки да се разговара, да се дебатира од стручната јавност, од сите пратеници, да го донесовме ова законско решение со подобрен текст, за да можеме да ги усогласиме сите овие одредби и норми, односно нашето законодавство, да го усогласиме, за да имаме позитивни оценки и позитивен извештај и да истото може подобро да се имплементира. Но ве прашувам и никогаш не одговарате. Што се смени за не повеќе од 10 дена да вие, заедно со председателот на собранието, најпрво го доставите во редовна постапка, а потоа да преюдицирате, опозицијата ќе го блокирала. Како можете да обвинувате колеги пратеници без да отпочне постапката, да ни го ускратувате правото да разговараме по оваа тема, да не манипулирате, да не навредувате во делот дека ние ќе сме го обструирале и сте си заклучиле вие со председателот на собранието, не важи нашата одлука да распореден во Комисијата за политички систем во редовна постапка без европско знаменце, тргнете го, за после 10 дена, истото може би не е ни вратено до влада, истото законско решение му ставате само европско знаменце и го доставувате. И истото идентично законско решение. Ви потенцирам затоа што се знаете и самите рековте дека ниту усогласувате со одредена регулатива, ниту усогласувате со одредена директива и единствено аргумент за поставување на дневен ред со европско знаменце, за жал, забележав од вашиот говор претходно, е тоа дека сте предпоставували дека ќе бил блокиран законот. Па ако вие бевте толку реформски ориентирани и ако носевте закони за усогласување со Европската унија, со законодавството на Европската унија, немаше да имаме 8% доверба, односно цели 92% недоверба на граѓаните во правосудството. Цело 50% намалување на напредокот според извештајот на Европската комисија.
за 2021 година. Фундаменталните права, односно владењето на правото во Република Македонија е катастрофално. Немаме поделба на власта. Ви диктираат од Бихачка и од владата како и што да постапувате. Самите потврдивте дека е така и самите се доведовте во ситуација да можеме да ви ги кажеме овие работи и да признаете дека единствен аргумент за поставување на европско знаменце ви е предпоставката дека ќе било обструирано од страна на опозицијата. А опозицијата секогаш јасно и децидно се произнесува дека се што е во насока на подобрување на условите во правосудниот систем и во било која друга област и осогласување со европската регулативи, директиви и европското право, секогаш сме застанувале конструктивно да можеме што побрзо ги прилагодиме сите овие закони, сите овие препораки да ги имплементираме во нашето законодавство. Меѓутоа, лукративните причини од кои што го протуркувате овој закон ви излегува на виделина. Зошто? Бидејќи лукративните причини ви се директно владата и во коалицијата која што ја водите. Вие сте председател на комисијата и потекнувате од парламентарното мнозинство. Не го очекувавме од вас ваквото водење, не очекувавме вакви изјави со кои што директно потврдивте дека имате одредени предпоставки и затоа го менувате начинот, односно постапката на носење на овој закон. Еве, уште еднаш ве прашувам, објаснете ми како тоа ви се смени, односно како председателот утврдил најпрво дека треба да биде во редовна постапка, за да после 10 дена го повлечете и наредниот 11-тиот ден доставите повторно вакво законско решение. Интенцијата на законодавецот и на деловникот кој што сите работиме и во однос на европското знаменце е дека овие постапки, односно со европско знаменце, се носат за побрзо да се усогласиме со нивното законодавство. Односно, целта е да може на брза трака да поминат одредени закони кои што се во согласно со регулативите и директивите за да се имплементираат. Која е ова брза постапка која што вие ја предвидувате, а првично од доставен предлог на 6 септември 2021 година расправате и закажувате седница на 20 септември, на 21 и после тоа, после 6 месеци молк. Каква е ова брза лента? Какви се овие усогласувања? Какво е ова ангажирање на вас како председател на комисијата, потенцирам од парламентарното мнозинство, бидејќи цело време зборувам за процедура која што ви се обраќам на вам, за разлика од вашите сопартијци кои што зборуваа овде за се и се што и ги навредуваа пратениците од опозицијата. Затоа, сакам да ми потенцирате и да ми кажете врз основа на која регулатива и директива, повторно ве прашувам, се повикувате и ако има потреба да го повикате и председателот на собранието да ни објасни на кој начин истиот тој, доколку вие не сте виновни. Еве, ве повикувам да кажете дали вие или председателот на собранието Талат Џафери одлучи за 10 дена да го повлечете и да го пуштите истиот закон. Дали на вам ви се јавија од Европската унија и ви кажаа дека ќе ги променат законските прописи, позитивните законски прописи во Европската унија, па вие моравте да ги усогласувате овде со европско знаменце. Ова е грубо кршење и на деловникот и на процедури. Потенцирам, начинот на кој што ја водите ќе биде воспоставена пракса на начин на водење и злоупотребување на оваков начин на водење и во иднина од некои други председатели на комисии кои што ќе ги водат комисиите. Воспоставувате лоша пракса на водење на комисии, лоша пракса на насилно носење на закони, лоша пракса на преюдицирање на постапување и ставови на опозиционите пратеници. Меѓутоа, самите рековте дека не ви се битни оние и да се формално правно кажано кога поставивте тезата дека вие сте изгласале дневен ред, ништо немате изгласано. Ништо немате изгласано. Зошто? Затоа што претходните колеги објаснија. При утврдување на дневниот ред, вие моравте да прашате дали има дополнување на дневниот ред. Па во самиот член 124 вие потенцирано дека
во дневниот ред може да се внесат и прашања што ќе ги предложат пратениците, председателот на собранието или владата. Вие ниту тоа го прашавте. И на крајот се повикувате дека по ваша констатација гласале 8 пратеници за, не било битно другите како ќе гласаат. Го ускратувате правото на пратениците да се произнесат по однос на предлози кои што треба да бидат донесени заеднички за напредок на Република Македонија. Се произнесувате дека не ви било битно тоа. Да, тоа го докажавте и со тоа што преедуциравте дека одредени пратеници или пратенички групи ќе се однесувале на друг начин, не на оној кој што вие сакате и сака вашата пратеничка група, секако предводена и диригирана од Бихачка и од владата на Илинденска. Затоа овде зборувавме и за извештаите на Судскиот совет на јавните обвинителства. Видовте што ви кажаа. Ви кажаа дека имаме 8% доверба. А згора на тоа, председателката на Судскиот совет вчера се изјаснува дека судството било ажурно. Нема да биде ажурно уште долги години, бидејќи овие се долгорочни процеси. Начинот на кој што сакате да ги дополните и да ги допартизирате судовите и обвинителствата, иако јас ќе кажам дека веќе сте во завршна фаза, и со бројот на кандидати кои што ги имплементиравте, кои ги внесовте, сте во завршна фаза оваа постапка, меѓутоа сакате целосно да ги докомплетирате и партизирате овие органи за кои што имате веќе 2 жолти картони дадени од сите надлежни институции кои што ги дават извештаите. И Европската комисија, и State Department ви кажа дека корупцијата ви е во владата, и Transparency International, и сите релевантни фактори. И вие упорно со глава во ѕид терате да носите постапка и овде да не убедувате и цело време да се повикувате на една теза, а не одговарате на клучните прашања како председател на комисијата, како човек кој што треба да го воспостави текот на самата комисија. Не кажувате зошто се повикавте на овие одредби и зошто единствено вие превземате одговорноста. Еве ве повикувам уште еднаш да се изјасните дали председателот на собранието го повлече првичното законско решение кое што беше доставено или во ваша насока го вративте за да истото го доставите после 10 дена. Зошто не одговарате? Јасно и децидно прашање. 10 дена се разлика, не станува збор за месеци, за години. За 10 дена единствено што направивте, го сменивте и му ставивте нов печат со европско знаменце, односно, не знам, повторно ќе потенцирам дали и се врати нешто да се смени во кај предлагачот, односно во Министерството. Никогаш не се повикавте на нешто што треба да биде соодветно и на процедурите и на самиот закон. А со тоа што манипулирате и со граѓаните и со нас овде, и ги цитирате единствено членовите, ни ги читате членовите од деловникот, сите ги знаеме, но треба да се види суштината на овие членови и во која насока треба да се движиме. А вие само декларативно ни ги читате и било согласување со било национално законодавство, затоа не биле воспоставени одредбите, односно не требало да се повикуваме на регулативи и директиви. Тезата која што ја движите е многу остра и одите по многу лош терен. Вие, како парламентарно мнозинство, треба да подадете рака, да можеме да ги осогласиме сите овие. Опозицијата е таа која што секогаш застанува зад овие вакви законски решенија каде што треба да има подобрување на целокупниот сектор, односно на целокупното правосудство во Република Македонија, за да ова ни е стартна позиција да можеме да ги воспоставиме и сите други текови во целото општество за живење и да го подобриме живењето на граѓаните. Целата процедурална забелешка повторно ја насочувам кон вас и барам да ми одговорите, за да можам дополнително да се произнесам по она што вие го говорите. Кажете ми, јасно и децидно ве прашав, кои ви се претпоставките? Кој ви ги наметна претпоставките дека ќе биде обструирано законското решение и кој ви даде насока да го повлечете законското решение? Ова сето води
кон прекршување и на Уставот, во самиот член 8 од Уставот, каде што едно од темелните вредности е секако почитување на правото, односно владење на правото. Вие децидно го кршите и ова. Всушност не можеме да очекуваме и ништо повеќе од вас кога ниту деловник, ниту закон, ниту устав важат за вас. Вие се однесувате единствено дека мнозинството е тоа и дека државата е ваша и се е вашо. Што сакате можете да правите. Меѓутоа не е така. Не е така, бидејќи се воспоставува оваа пракса за која што самите после некое време ќе барате да се променат одредени текови, односно одредени постапувања. Затоа барам да ми одговорите и дополнително да можам да се произнесам по моите ставови кои што ги имам во однос на вашето процедурално водење и на вашето процедурално постапување по водењето на оваа комисија. Сега, Дејанчо, ќе морам од крај да почнем.